Додека председателот Џо Бајден зборуваше на заедничката седница во Конгресот за состојбата на нацијата, тензиите со Кина беа на повидок откако кинески балон за надзор го привлече вниманието и на претениците и на обичните американци. Без да го спомене балонот конкретно, Бајден се обиде да ги увери американците и ја испрати оваа порака до Кина. Посветен сум да работам со Кина, каде што може да се унапредат американските интереси и да има корист за светот. Но сакам да сум јасен. Ако Кина го загрози нашиот суверенитет, ние ќе действуваме за да ја заштитиме нашата држава. Во саботата американски борбен авион го собори балонот во воздух над Атлантскиот океан во близина на брегот на Јужна Каролина. Кина го нарече соборувањето на балонот од страна на САД неприфатливо и прекумерна реакција. Некои републиканци го критикуваа Бајден што не наредил да се урне балонот порано, додека минувал низ САД. Може би се бара построг став кон Кина, изјави за Гласот на Америка Мајкл Кугелман од Центарот Вилсон. Тој не зазеде насилна позиција. Остави отворен простор за помирување. На вистина не мислам дека оние членови на Конгресот кои сакаа потврд став ќе бидат задоволни од она што тој го кажа вечерва. Војната на Русија против Украина исто така беше спомената во обраќањето на Бајден. САД издвоија повеќе од 27 милиарди долари безбедносна помош за Украина. Бајден рече дека инвазијата на рускиот председател Путин пред една година била тест што Америка го поминала. Го обединивме НАТО, изградивме глобална коалиција. Застанавме против агресијата на Путин. Застанавме со украинскиот народ. Вечерва повторно ни се придружи амбасадорката на Украина во САД. Таа не ја представува само својата нација, туку и храброста на нејзиниот народ. Некои републиканци беа скептични за војната помош за Украина, но тоа не беше случај кога републиканците во парламентот, вклучувајќи го и председателот на представничкиот дом Кевин Мекарти, се чинеше дека силно ги поддржуваат забелешките на Бајден. Морам да кажам, видов многу поголема поддршка од републиканската страна кога зборуваше за Украина, особено во моментот кога рече ние ќе бидеме со нив онолку колку што е потребно. Ова е сепак нешто, ако се земе предвид дека републиканците претходно велеа дека нема бланко чек за Украина. Освен војната во Украина и долгото планирано вртење кон Азија, председателот Бајден планира и прва посета на Африка, на американски председател од 2015 година.